Казните во државата драстично ќе се намалат. За граѓаните намалувањето на глобите ќе биде за цели 75%, соопшти вчера премиерот Зоран Заев. Овој потег на власта најде на голем одзив, а коментарите на денес анкетираните граѓани се следниве. Па супер дека ги намале, супер за нас. Одговарат, зашто не. За сите е добро. Да, сигурно. Европски казни имаме за сега е супер ако ги намалат. Освен граѓаните, помали казнени удери ќе има и за фирмите, зашто казните ќе бидат одмерувани според приходите. Па ние го поздравуваме ваквиот предлог затоа што не само што тоа беше во програмата, изборната програма на владеачката партија, но навистина високите драконски казни беа огромен товар за компаниите и се разбира и за граѓаните. Но ние не застануваме на ова, значи ние ќе бараме и понатаму и управата за јавни приходи и другите инспекцијски органи при вршење на контроли најпрво секогаш да дадат опомена за направената грешка, па дури тогаш ако компанијата не ја исправи грешката, тогаш да преземат казнени мерки. Според министерката за правда Рената Десковска, сега дури 200 закони ќе треба да се усогласат со законот за прекршоци, што во пракса значи следно. До сега, например, казната за нерегистрирано возило беше 500 евра, од сега таа ќе биде 250. Казната за технички неисправно возило беше 400, но со новиот закон таа не смее да надмине 250 евра. Идентично и со другите казни, со напомена дека истите остануваат во случаи кога се утврдени прекршоци поврзани со уништување на животната средина, културното богатство и слично.